Еве сме назад во студио, почитувани гледачи, стигнавме до вториот дел од нашата утринска емисија. Добро знаете дека овој дел го посветуваме на нашите гости и говориме на најразлични теми. Нашата денешна тема за разговор е во областа на музиката. Токму за таа цел ќе разговараме со вокалниот солист од групата, велешката група Соната, госпогица Катарина Брезова. Добро утро и добро ни дојдовте во нашата утринска емисија. Добро утро и добро ве најдов. Поздрав до сите ваши гледачи. Така. Разговорот ката ќе го започнам со прашањето колку време постои групата Соната? Така, групата Соната постои 16 години. Так. И постои во истиот состав, што е многу битно и мислам дека е ретко за една група да постои толку години во истиот состав. Так. Зошто баш името Соната? По кое значење го дадовте ово име на вашата Сосема група? случајно, значи кога се собравме и решивме ето ќе правиме група, дилемата беше кој име да се стави. Кумот, можем да речем, беше колегата Тале. Он го каже Соната, музички поим, кој што значи циклична композиција од 4 става. Така. Дуги години сте на сцената, настапувате и по фестивали, многубројни награди имате освоено. Па еве кажете ни која од сите овие награди ви е онака најдрага? Дали може би првата што имате освоено или пак некоја друга? Па вака најдрага, можем да кажем, ми е на втората награда на Цветници, значи тоа беше 2015 година, лани, затоа што навистина беше големо изненадување за нас, неверување. Значи втора награда, за еден поен ќе бевме и први, меѓутоа сум задоволна и со тоа. Песната Пустина, песна на Цане Петров и Огне Неделковски, навистина една прекрасна песничка која што ете се исплатеше со втора награда. Така. Велат дека уметниците чувствуваат највеќе трема кога треба да настапат пред својата публика. Колку вие се подготвувате, колку е поразлично чувството кога настапувате пред вашата публика или пак некаде настрана? Така. Бидејќи многу години се во прашање, значи многу искуство веќе имаме за настапи пред публика, значи навистина е се исто, дали настапуваш дома да речам или настрана од Велес. Значи публика, секоја публика ми е мила и драга, меѓутоа посебно со посебна позитивна енергија свириме пред Велешани, затоа што мислам дека велешката публика е една од највеселите публики и навистина со големо задоволство настапуваме и пееме пред Велешани. Така. Народната музика е вашиот заштитен знак, но неодамна ја промовиравте и првата забавна песна од она што можев да го прочитам на интернет страниците. Песната е насловена Местечина. Еве кажете ни ги деталите околу песната, како настана оваа песна, кој е авторот и така натаму. Сосема случајно. Значи, знаеме дека сега владата ни дава убави поволности нас, на музичарите, значи субвенционирани песни и ние како фолк група имаме понуди од многу автори. Значи, пуштивме неколку на конкурсот народни песни, фолк песни, кои што беа примени. И сосема случајно на една од тие песни требаше да се снима во студиото ке Јован Јованов. Тој беше продуцентот и кога ме слушна мене како пеач, рече зошто да не, значи добро би ти легнало една ета убава поп нумера. Јас му кажав дека тоа ми е желба, значи ние како група ја негуваме фолк музиката, меѓутоа многу сакаме да пееме и забавна музика. И навистина ете конечно ми се исполни желбата. Првата песна Месечина од Јован Јованов, комплетен автор, навистина една преубава балада, стилски многу поразлична од она кое што досега не сме го пееле. Така. Сега предлагам на истата песна да го погледнеме спотот, па се враќаме назад со нашиот разговор.
iskreno, koji mi ljubav noćva uspiva. Srećen li je ili taguva, kraj neja, kraj neja. Odavna ja ga čekam, odavna jedna svila meka, ne saka nikoj drug da pokriva. Odavna sonce to džabe gre, bez nego ovde toplo ne, nema da bide duri sonuva. Kraj neja, kraj neja. Odavna ja ga čekam, odavna jedna svila meka, ne saka nikoj drug da pokriva. Odavna sonce to džabe gre, bez nego ovde toplo ne, nema da bide duri zonuva. Kraj neja, kraj neja. Sestro mila, ti mesečino, samo noćva sveti najsilno. Pokraj neja da ne zaspije, neka patot mi go donese. Kraj mene, kraj mene. Еве сме назад после оваа музичка нумера, кој што се надевам дека ви се допадна. Сега во продолжение да го продолжиме разговорот. Јас би ве прашала, освен со Јован Јованов, имате ли друга соработка со други автори од нашава земја? Така, со оглед на изминатите години постоење нели наше на музичката сцена, сме соработувале со многу автори и тоа многу познати. Веќе ги спомнам Тодор Трајчевски, Григор Копров, Орце Гелевски, навистина имиња кои што се доста познати и докажани на нашата музичка естрада. Меѓутоа, еве, неодамна, нели, ја снимевме и нашата втора забавна песна. Еве да кажеме. На наше огромно задоволство за прв пат соработка со Темелко Андреев. Момче младо од Велес, кое што сосема случајно ни понуди една песничка, кое што рече ајде да направиме песна затоа што ние настапуваме најмногу на свадби, на тие свадбени веселби. Ајде вика да направиме песна која што би било убава за отварање на свадбената веселба. Значи напиша текст преубав, исто и музика, многу поразличен забавен стил од се она што јас досега сум пеела, да бидам искрена. Првично навистина се двоумев дали би можела јас да одговарам на тоа. Меѓутоа тој имаше замисла и беше сигурен во тоа што го работи. И влеговме во студио, ја снимавме и навистина излезе една преубава балада која што се надевам дека на многу свадби ќе биде како прва песна. Ката, што ти лежи тебе повеќе? Забавната музика или она народната која што долго време ја пееш? Многу често ми го поставуваат ова прашање, а јас навистина не знам како да одговорам, затоа што кога пеам забавна музика ми е навистина многу убаво. Меѓутоа, кога изведувам и македонска, народна, традиционална музика, навистина и тогаш прекрасно се чувствувам и тука не можам да ти одговорам. Подеднакво е сакам музиката, сакам убава песна сама. Дали летово ви престојат настапи на некои фестивали? Да, значи сега 23 август настапуваме на Охрид Фест.
Песничката е веќе готова, меѓутоа не е Чинам дека снимена. не ви е за прв пат на овој фестивал. Не, да настапуваме, да, веќе неколку години настапуваме. Лани земавме и прва награда од стручното жири. Со една така весела, динамична песничка, фолк. И оваа година ќе настапиме, па се надевам дека ќе имам убав настап. Така. Каде најчесто настапува Соната? Каде велешани можат да ве слушнат во живо? Соната најмногу настапува на тие свадбени веселби, така да, за жал, не е како порано, значи сега се смени времињата. Порано, кога почнувавме, свиравме на вистина многу, тука во Велес, на Велешко езеро секаде, меѓутоа сега е малку поразлично. Се надевам дека во иднина и ќе има и некој настап тука, па ќе може да уживаат велешани. Така. Заборавив да ве прашам со каква музика можете, мислам, се представувате и во каква музика може да уживаат велешани и сите останати граѓани низ земјава? Па така, тие што не слушале, знаат дека Соната буквално пее секаква музика, интернационална музика, од француска, шпанска, руска, значи буквално секаква музика. Сите тие што не слушале во живо знаат за што станува збор. Навистина негуваме секаква музика и мислам дека тоа ни е голема предност. Така. Јас тука би те прашала и какво е чувството да се биде главен виновник за забавата на останатите? Голема ли е одговорноста? Многу. Така. Одговорноста е огромна, затоа што свадба се прави еднаш во животот. И ти си тука за да придонесеш да биде таа свадбена прослава на највисоко ниво. Одговорноста е огромна, значи страшно нешто. Пред свадба се договараме со младенците околу песничка за отварање, околу сето она што тие би сакале да се случува на нивната свадба. Одговорно е, меѓутоа е многу убаво. Кога ќе застанеш на бина и кога ќе видиш дека ти си главен виновник за да бидат среќни многу луѓе, навистина е многу убаво. Така. И еве за крај би те прашала, во моментов на професионален план што планира Соната и што работи? Така, последно нешто значи што направивме беше песната што ја спомнав, Ти ветувам љубов. Направивме видеозапис, исто така главен виновник Темелко Андреев, значи комплетна импакт продукција. Комплетно е тој задолжен за и аудио и видео записот. За истата направивме промоција која што се одржа во четвртокот на 15 јули. Така убаво поминавме и следно е значи да ја снимаме песната за Охридфест и се надевам дека настапи на многу други фестивали. Така. Ката, јас ти благодарам за одвоеното време што беше дел од нашата утринска емисија. Јас ти посакувам многу успешни настапи понатаму, па се гледаме во некоја наредна прилика. Благодариме на поканата. И еве за крај, почитувани гледачи, јас предлагам да ја слушнеме втората песна на групата Соната, па се враќаме назад со останатите содржини. Како изгреи сонце да ме разбуди, твојата насмевка со твојата добрина, испиши моја